Добро вечер, почитувани гледачи, го гледате Централниот дневник на К1 телевизија. Започнуваме веднаш по најавата за настаните што го одбележаа денешниот ден. Останете со нас. Модерна патна инфраструктура за развиена економија. Дваесет и осум лица пристапија кон православната вера преку светиот чин на крштевање на реката Бабуна. Родителите и полицијата во акција низ велешките кафулиња и паркови. Покрај зголемената безбедност и побрзиот пристап до одредени места, со изградбата и модернизацијата на патиштата до посилна економија. Изградбата на експресниот пат Велеска-Дрифаково придонесе индустриската зона Мамутчево да биде атрактивна за странските инвеститори. Модернизацијата на патната инфраструктура стимул за развој на економијата. Експертите велат, високата безбедност на патиштата, добрата поврзаност со метрополата е она што индустриските зони во внатрешноста на Македонија ги прави подеднакво атрактивни со оние околу Скопје. Дека тоа е така, веќе чувствува и општина Велес. Изградбата на експресниот пат до Кадрифаково придонесува индустриската зона Мамутчево да биде атрактивна за странски инвеститори. Градоначалникот Чадиев веќе обелодени зоната го има првиот инвеститор. Ние токму затоа во соработка со владата на Република Македонија го побаравме земјиштето на овој потек од 67 хектари површина, кој што го добивме земјиште, каде што веќе ги цртаме урбанистичките планови и правиме уште една индустријска зона во општина Велес. Ова место е толку атрактивно што уште на самиот почеток се појавија заинтересирани инвеститори кои више доставија писмо со намери до општина Велес. Во моментов локалните власти работат на планот, се ицртуваат парцелите. Очекувањата се дека многу скоро ќе биде објавен и јавниот повик за продажба на истите. Чекавме само за да се заврши жетвата, да го исплатиме човекот што беше концесионер на оваа површина од 67 хектари согласно одлуката на Бирото за судско вештачење и истовремено го подготвуваме планот за урбанистичко средување на индустријската зона. Речани 1, Речани 2, Узус 1 и 2 и Каласлари. Ова се индустријските зони во кои малите и средни предпријатија ќе развиваат незагадувачка индустрија. Најмногу работни места треба да продуцираат компаниите кои ќе ги градат своите производствени капацитети во Каласлари. Исплатени 52 милиони денари за оштета на земјоделците. Следната недела уште 8 милиони денари. Владата на Република Македонија донесе одлука за 100% обештетување на земјоделците и домакинствата зафатени од поплавите во јануари и февруари годинава. Според информациите од Министерството за финансии, владата на Република Македонија досега исплатила 52 милиони денари за оштета на земјоделците и домаќинствата зафатени од поплавите во јануари и февруари годинава. Станува збор за 1377 лица од Могила, Новаци, Демирхисар, Битола, Босилово и Кривогаштани. Следната недела на уште 323 лица од овие општини со одлука на владата ќе им бидат исплатени уште 8 милиони денари. Бирото за судски вештачења работи на проценка на штетите и во останатите општини погодени од поплавите. Владата на Република Македонија донесе одлука за 100% обештетување на земјоделците и домаќинствата зафатени од поплавите во јануари и февруари годинава. Освен штетите на граѓаните, ќе се издвојат средства и за покривање на штетите настанати на локалната инфраструктура во општините зафатени од поплавите. Високите температури ја зголемија и потрошувачката на вода за пиење. Според податоците на комуналното предпријатие, во текот на денот потрошувачката на вода се искачува и до 150 литри во секунда, а во текот на ноќта опаѓа на 70 до 80 литри во секунда. Високите температури ја зголемија и потрошувачката на вода за пиење. Од јавното комунално предпријатие Дервен информираа дека иако е зголемено количеството на вода за пиење, сепак недостиг нема. Воедно оттаму велат дека водата за пиење од градската водоводна мрежа, која ги снабдува и приградските населби Речани и Превалец, како и село Оризари, е бактериолошки исправна. Недостиг од вода за пиење нема.
Водата редовно се анализира и во нашата собствена лабораторија и од страна на Центарот за јавно здравје. И досега извршените анализи потврдуваат дека водата за пиење со која се снабдуваат белешани е квалитетна и во согласност со одредбите од Правилникот за безбедност на водата за пиење. Во поголем дел од Велес водоводните цевки се веќе променети, но има и такви делови каде промената на старите со нови водоводни цевки е во тек. Овој проект јавното комунално предпријатие го започна со цел подобрување на квалитетот на водата за пиење. Замена на застарените водоводни линии со нови постојано се врши, при што приоритет имаат оние водоводни линии кои што почесто дефектираат. Пред неколку дена заврши реконструкцијата на водоводните линии на улица Кузман Јосифовски Питу и улица Рилски Конгрес. Поради високите температури е забележано одредено зголемување на потрошувачката на вода. Според податоците на комуналното предпријатие, во текот на денот потрошувачката на вода се искачува и до 150 литри во секунда, а во текот на ноќта опаѓа на 70 до 80 литри во секунда. Според овие податоци може да се констатира дека во просек потрошувачката изнесува 110 литри во секунда, што е нормална појава за овој период од годината. Синоќа низ велишките кафулиња и паркови имаше полициско-родителска контрола. Родителите на малолетници заедно со представници од полицијата имаа можност да видат како се забавуваат младите во доцните ноќни часови и дали конзумираат алкохол. Ваквите акции редовно се спроведуваат во текот на летниот период во повеќе градови низ државата. Полициско-родителска ноќна прошетка имаше синоќа низ велишките кафулиња и паркови. Мешаната контрола имаше за цел да види како се забавуваат младите навечер во текот на летниот период, кога имаат повеќе слободно време и дали се консумира алкохол во доцните часови. Родителите се видно задоволни од синоќашната акција. Малолетни имаше и по парковите, ги сретнавме и по кафиците, по кафетериите, не наидавме на некој што пие алкохол, такви работи. Значи се почитува барем тоа што го видовме сега ние. При сетањево на оваа акција видовме мал број на малолетници, али повеќе по младинскиот парк и така по кафиците немаше многу, али се наоѓа се вајда со родители некој и така. Дали ваквите акции даваат резултати со оглед на тоа дека ова не е прв пат родителите и полицијата да вршат контрола на малолетниците во текот на вечерните часови? Во Велес вакви контроли се спроведуваат секое лето и може да се каже дека малолетничката деликвенција е намалена. Велес може да се пофали со доброто однесување на младите, вели инспекторката Снежана Пановска. Локалниот совет за превенција од детско престапништво во програм планот ги има планирано повеќе точки, меѓу една од точките оваа контрола на кафетериите да се види дали малолетните лица консумираат алкохол. Целта е да се превенира, заедно оваа патрола направена во состав соработка со полицијата и соработка со родителите. Ние не можеме да се пожалиме во градот дека имаме некоја појава на малолетничка деликвенција порашина од година на година се намалена како град, можеме да се пофалиме, но сепак консумирањето на алкохол е застапена кај младите. Вакви акции се организираат во склоп на превентивниот проект на Министерството за внатрешни работи, каде инспектори за превенција и родители на малолетници одат во ноќни контроли, со цел да се анимираат и едуцираат родителите околу потенцијалните ризици на кои е изложена малолетната популација во летниот период. Вакви акции беа спроведени во повеќе градови низ Македонија. Реката Бабуна денеска беше Јордан за сите оние кои решија да бидат дел од групната крштевка и да пристапат кон православната вера. Чинот на предавање на првата света тајна го извршија тројца свештеници од Повардарската епархија. Свечено крштевање се одржи во Полошкиот манастир во водите на Тиквешкото езеро. 28 лица денеска во водите на реката Бабуна ја примија првата света тајна и пристапија кон православната вера. Светиот чин на крштевање во Велес се одржува по 8 пат, а заедно со овој досега се крстени преку 300 верници. Групната крштевка ја извршија тројца свештеници во организација на Повардарската епархија. И постари и помлади денеска станаа дел од христијанскиот свет. Чувството беше необично, да ви кажам, иначе
На ваков чин се одлучив затоа што сум православен, затоа што сметам дека ми е должност, не само на мене, тоа им го препорачувам на сите кои што не се крстени, да го направат тоа и да ви кажам онака многу возбудливо и прекрасно. Чувството е прекрасно, неописиво. Впрочем, студирајќи ги сите останати религии, христијанството ми е како најприфатливи, како традиција на нашиот народ. Традиција во која сум, во духот чиј сум воспитана. Чувството беше супер. Се решив на тоа што не сум крстен и сакав да ставам дел од верата. Свештениците се задоволни од интересот на граѓаните за примање на првата света тајна. На групното крштевање присуствуваа и лица од околните градови. 28 крстивме денеска, толку дојдоа на крштевањето, од кои 10 се од Скопје. Значи 18 имаме од Велес, што значи сепак некоја тенденција на намалување на бројот од оние кандидати што се пријавуваат од Велес, имаме благо намалување на бројот, значи се надеваме дека се помалку имаме некрстени во Велес. 13 лица денеска се крстија и во водите на Тиквешкото езеро. Во Полошкиот манастир по 4ти пат се одржува свечено крштевање. Светата тајна крштение е влез во верата, значи тој што не е крстен не припаѓа на верата. Со крштевањето веќе се крштева во името на Отецот и Синот и Светиот Дух и станува член на црквата православна и со тоа сите тајни се веќе достапни. Значи без крштение не можеме да бидеме членови на православната црква. Христијанското групно крштевање е традиција која брои веќе 17 века. Епархијата Повардарска организира и групна венчавка, која традиционално секоја година се одржува во манастирот Свети Димитрија. Според прелиминарните резултати што ги објавија Државниот испитен центар и Министерството за образование и наука, од државната матура за учебната 2014-2015 година, велешките матуранти остварија среден успех од 3,77, што е повисок од успехот на републичко ниво кој изнесува 3,37. Со 4,3 реализиран просек, 75 ученици кои полагаа државна матура од Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски остварија највисок просек меѓу средните училишта во Велес. Гимназијата Кочо Рацин е втора со 4,14, просек реализиран од 171 ученик. Трети се економистите од Јовче Десличков, чиј просек е 3,7, а полагале 75 мина. Додека пак 68 матуранти од Колен Неделковски имаат успех 3. Просечната оценка на велешките средношколци е 3,77, што е повисоко од републичкиот просек кој изнесува 3,37. Десетина матуранти од 4 средни училишта во градот приговарале по однос резултатите од државната матура. Учениците најчесто се жалат дека за 1, односно 2 поени, не добиле повисока оценка или петка и дека тоа веројатно би им направило проблем за упис на факултет. Други пак приговараат дека оценката од матура им е многу пониска во однос на оценката по истиот предмет во настава. Поднесувањето приговор учениците ги чинеше 1000 денари, кои доколку бидат во право, ќе им бидат вратени назад. Седумдесет лица вработени во јавното здравство од Велес и Кавадарци со мерката на владата за трансформација во редовен работен однос од волонтерски договор на дело ќе добијат решение на неопределено време. Ова го соопшти заменик министерот за здравство во емисијата Отворено за, која ќе гледате вечер на програмата на К1 телевизија со почеток во 21 часот. Да, само сакам да потсетам тука на мерката на владата која што неодамна започна и више во завршна фаза. Тоа е владината мерка за трансформација во редовен работен однос на волонтерите и на луѓето кои што се на договор на дело. Така да само во Велес, во јавните здравствени установи, 57 лица влегува во оваа мерка, значи ќе добијат, ќе им се направи трансформација на нивниот работен однос, ќе добијат решение на неопределено време и во Кавадарци 13 луѓе исто така само во здравствениот сектор, значи 7 во болницата и 6 во здравствениот дом добиваат исто така, влегуваат во овој проект, односно добиваат трансформација на нивниот работен однос од определено или на неопределено време. Ова мерка е доста значајна, нели ја има и во сите други останати органи на државна управа, локална самоуправа, а исто така е доста значајна за тоа што овие кадри се битни за здравствениот сектор, за тоа што без овие кадри здравствениот сектор не ни можеше да функционира, така да
а исто така е доста значено за самите луѓе кои што влегува во овој проект, затоа што им се решаваат екзистенцијалните прашања на голем број на семејства со оваа владина мерка и се разбира дека тука нема да се заправи, понатаму ќе продолжиме со нови вработувања во здравствениот сектор и не само во здравствениот сектор и во другите сектори. Македонија од утре во жолта фаза. Податоците од Националниот систем за електронски евиденции во здравството, мој термин, покажуваат дека е намален бројот на лицата заболени од хипертензија. Ова се вестите од Македонија. Со топлотен бран од жолта алертна фаза денеска е зафатен Охридско-Преспанскиот регион. Од утре до вторник се очекува територијата на целата држава да биде зафатена со температури до 40 степен Целзиусов, кои ја дефинираат жолтата алертна фаза. Граѓаните од цела држава потребно е да ги почитуваат општите препораки за населението за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престои на отворено во периодот од 11 до 17 часот, консумирање лесна храна и течности, хигиена на раце и хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапијата кај хронично болните лица, информираше денеска Министерството за здравство. Сите заинтересирани граѓани имаат можност да добијат здравствен совет во однос на почитување на препораките за заштита од високите температури. За таа цел мобилните едукативно-здравствени пунктови се поставени во сите градови во државата и се отворени секој ден од 18:30 до 21:30 часот. Таму се мери крвен притисок и се даваат совети за превенција од топлото време и за здрав начин на живот. Според податоците од Националниот систем за електронски евиденции во здравството, мој термин, во првите 6 месеци на 2015 година се евидентирани вкупно 46.775 пациенти со нововоспоставена диагноза хипертензија или покачен крвен притисок, што е за околу 2000 пациенти помалку во споредба со претходните 6 месеци. Според препораките од специјалистите во оваа област, редовната физичка активност спречува појава на покачен крвен притисок, диабет, срцеви коронарни заболувања, а воедно го зајакнува имунитетот, спречува појава на деформитети на телото и влијае на подобрување на целокупниот квалитет на живење. Министерството за здравство посочува дека хипертензијата може да доведе до оштетување на крвните садови на срцето, а со тоа да се предизвика излив, инфаркт, артериосклероза, кои може да предизвикаат и фатални последици. А од вестите од светот, најмалку 100 луѓе загинаа во бомбашки напад во Ирак. Предупредувачки црвен метеоаларм на Балканот не очекуваат температури над 40 степени. Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора се соочуваат со топлотен бран, а за наредните денови ќе биде објавен црвен метеоаларм, што значи дека температурата на воздухот ќе се искачи над 40 степени Целзиусови. Хидрометеоролозите предупредуваат од опасноста на избивање на пожари поради високите температури. Црвениот метеоаларм предупредува и дека високите температури можат да бидат опасни и по животот на луѓето. Се препорачува да не се работи на отворено во најтоплиот дел од денот. Во Црна Гора денеска е прогласен црвен метеоаларм. Денеска и во делови на Хрватска, Истра, Кванер и Далмација е прогласен црвен метеоаларм. Екстремистичката група Исламска држава ја презеде одговорноста за бомбашкиот напад во Хан Баби Сад во Ирак, при што загинаа над 100 луѓе. Во нападот со автомобил бомба повредени се 50 луѓе, а меѓу загинатите има и деца. Експлозијата се случила на пазар во Хан Баби Сад, 30 километри североисточно од главниот град на Ирак Багдад. Нападот бил изведен додека луѓето го прославувале крајот на светиот месец Рамазан. Извлечени паровите за третото квалификацијско коло од Лигата на шампионите и Лигата на Европа. МЗ го доби распоредот за сезоната што следува во АБА лигата, домашен спорт.
Вардар и Работнички на ждрепката која се одржа во Нион ги добија своите можни противници за следното трето квалификацијско коло од Лигата на шампионите, односно Лигата на Европа. По одиграните 0-0 на гостински терен со екипата на АПОЕЛ, Вардар, доколку победи на реванш дуелот во Скопје, ќе биде патник во следната рунда, каде што ќе вкрсти со победникот од дуелот на дански Мидтјylland и Линколн Гибралтар. Реванш над преворот Вардар АПОЕЛ е закажан за вторник со почеток во 20 часот, а судија на овој меч ќе биде италијанецот Давиде Маса. За разлика од Вардар, Работнички во Лигата на Европа во првиот дуел против летонска Јеглава загуби со резултат 1:0, па на домашен терен во Скопје најпрво ќе мора да ја анулира предноста на противникот, а потоа да размислува за пласман во следната рунда. Можниот противник на романтичарите во следната рунда ќе биде победникот од двомечот на Диферданш и Трабзонспор. Турците се големи фаворити во овој меч. После ждрепката која се одржа во Подгорица, македонскиот шампион МЗТ Скопје Аеродром новата сезона во АБА лигата ќе ја започне во Љубљана кај екипата на Унион Олимпија. Противникот на МЗТ во првото коло сепак ќе ја започне новата сезона откако доби дозвола за настап во лигата и покрај слабите резултати во претходната сезона. Дуелот е закажан за 2 октомври, а првиот домашен надбор МЗТ ќе го одигра на 4 октомври против екипата на Металац од Ваљево. МЗТ го добира споредот за сезоната што следува во АБА лигата, но можеби тие нема да бидат единствена македонска екипа која ќе се надпреварува таму. На состанокот на собранието на регионалната лига во Подгорица одлучено е во АБА лигата оваа сезона се надпреваруваат 14 екипи. На досега сигурните 13 МЗТ, Партизан, Будуќност, Мегалекс, Металец, Игокеа, Цедевита, Задар, Цибона, Крка, Унион Олимпија, Тајфун и Партизан планирано е да им се приклучи уште еден тим кој преку бараж би требало да се избори за настап. Во баражот за сега сигурни се екипите на Сутјеска и Широке кои се вице шампиони на Црна Гора, односно Босна и Херцеговина. Доколку некој наш представник има амбиции за настап во оваа лига, ќе мора да се соочи со овие противници. Артуро Видал, нов член на Бајерн Минхен, по 9 месеци во кома почина возачот Џил Бјанки, вестите од меѓународниот спорт во продолжение. По низа шпекулации кои го поврзуваа со Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнајтед и Пари Сен-Жермен, чилеанецот Артуро Видал својата кариера ќе ја продолжи во екипата на германскиот шампион Бајерн Минхен. Јувентус го продаде чилеанецот за сума од 40 милиони евра и тој ќе потпише 5-годишен договор во вредност од 6,5 милиони евра по сезона. Со овој трансфер баварците експресно најдоа замена за Швајнштајер кој минатата седмица премина во редовите на Манчестер Юнајтед. Многу е веројатно ова да не биде последна сделка помеѓу овие два клуба, бидејќи старата дама од Германија сака да го донесе Марио Геце на едногодишна позајмица, а потоа и целосно го откупи неговиот договор. Видал во 4 сезони кои ги помина во Торино на 124 надпревари постигна 35 голови. Екипата на Лос Анџелес Клиперс по неуспехот од минатата сезона да стигне до конференциското финале од плейоф надпреварите во НБА лигата, подготвува шампионски тим за следната сезона со неколку нови имиња. По доаѓањето на Ленс Стивенсон и Пол Пирс, Џош Смит е најзвучното име што ги засили редовите на Клиперси. Тој во НБА лигата има настапувано во екипите на Атланта, Детройт и Хјустон и има просек од 15 поени и скоро 8 скокови по надпревар. Почина 25 годишниот возач на Марусија Џил Бјанки. По 9 месеци борба тој им подлегна на повредите. Џил се бореше до самиот крај како и секогаш, но денес неговата борба заврши, беа зборовите на неговиот татко. Трагичната вест го потресе светот и потсети на страшната трагедија која се случи за време на големата награда на Јапонија. Бјанки во Формула 1 дебитираше од 2013 година во тимот на Марусија, а претходно 2 години беше тест возач на Ферари. Топло и сончево време имавме денес. Од утре не очекуваат температури до 40 степени. Министерството за здравство со препорака до граѓаните да внимаваат на исхраната и да не се изложуваат директно на сонце во периодот од 11 до 17 часот. Еве ги деталите за временската прогноза.
И со информациите за временската прогноза го завршуваме ова издание. Имајте пријатна вечер.